Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечер во мој гостин да биде Мирослав Лабудовиќ, кандидат за градоначалник на општина Центар. Добре дојде. Добро вечер, добро ја најдов и поздрав до гледачите за или против на Алфа телевизија. Мирослав, ти си подржан од Знам и од коалицијата за Твоја Македонија. Вечерва требаше да биде гостин и Горан Герасимовски, кандидат за градоначалник на општина Центар од СДСМ. Уредно го поканивме. Вчера контактирав со неговиот пиар тим. Одговорот уште веднаш беше дека најверојатно нема да дојде. Да, се случи токму тоа. Герасимовски за жал не е тука, имавме многу прашања да поставиме, но тоа е тоа, нели тие си ги знаат причините. За една недела Герасимовски два пати не доаѓа на дуел со тебе, го одбегна дуелот и во Телма, каде што беше согнен. Еве денеска е одсутен и од Алфа. Што мислиш, што е причината за ваков однос? Ја мислам дека треба сепак секоја шанса да се искористи да им се прикаже на центарци кој зошто ставови аргументи, зошто ваков однос? Секој различно си ја планира својата агенда, секој различно си го планира својот пиар пристап према кампањата, меѓутоа сметам дека особено актуелните градоначалници треба да учествуваат на дебатите, за да се постават сите оние прашања кои што граѓаните не успеале да ги постават изминатиот период за одредени ветувања во кампањата што се случувала во 2021 година. Меѓутоа, на крајот на денот тоа е личен избор. Јас сметам дека треба да се соочуваме, треба да разговараме. Јас сум граѓанин на општина Центар, сакам да поставам одредени прашања. Денес ќе ги поставам на празното столче што ми е жал. Меѓутоа, можам да кажам, ако го намамивте да дојде со образложение дека има за подпишување на некоја градежна дозвола, можеби и ќе дојдеше денеска, бидејќи во овој 4-годишен мандат одликата на празното столче е празното работење на општината, на градоначалникот, бидејќи видовме дека во последните 4 месеци Герасимовски се заангажира нешто да направи, да подзачисти општината и почна да ветува брда и долини во кампањата, а останатите 44 месеци може да го споредиме со ова празно столче, освен подпишување на одобренија за градба или градежни дозволи. Разликата во првиот круг беше 2000 и нешто гласови во негова корист. Од друга страна, тука беа и независните кандидати кои што поминаа добро. Зборуваме за Билјана Ивановска, околу 4000 и нешто гласови. Поминаа добро и Левица релативно, нели? Ти беше стабилно, апсолутно добро второ пласиран, разликата е 2000 и нешто гласа. Може ли да се надополни или ќе биде тешка задача? Како гледаш, секој ден си на терен со граѓаните, анкетите настрана и сето тоа? Расположението за промени во општина Центар е на многу високо ниво. Тоа го кажа граѓаните што излегоа во првиот круг. Скоро 2/3 од излезените гласови гласа против актуелниот градоначалник. Гласа за промените што очекуваат да се случат во општината. Доколку ние се тркавме четворицата од позиција на прв пат да го освоиме мандатот, тогаш јас ќе бев загрижен. Во овој случај сум скроз релаксиран, бидејќи расположението на граѓаните е за промена. Горан Герасимовски освои точно повеќе од мене, меѓутоа сумата на гласови за мене, за Билјана и за Марија е 2/3 од излезениот број. Така што тоа што ќе се случува во вториот круг ќе биде победа моја и влегуваме во еден процес на исполнување на сите оние работи што ги ветивме пред граѓаните. Меѓу другото, ти си нов лик, слободно ќе кажам, на македонската политичка сцена, наспрема него, кој што е 4 години веќе, ако не друго, е градоначалник на општината. Јас сум презадоволен од гласовите кои што ги добив во првиот круг. Да, јас влегов како најнепознат од останатите кандидати. Морам да се заблагодарам до гласачите на Центар што ми го дадоа овој број на гласови. Дополнително морам да се заблагодарам и до активистите и членовите на Знам, но и на нашиот коалиционен партнер ВМРО ДПМН, кој што максимално се заложи во првиот круг и уште повеќе за ова што се случува во вториот круг, бидејќи имаме ние заедничка цел. Што повеќе општини да ги освоиме и сме на добар пат. Бидејќи таа добра соработка која имаме како партнери во владата
на централно ниво и ја пресликуваме на локално ниво. Така што се гледа таа желба, енергија, позитивна мисла во нашиот коалиционен круг, дека сме спремни, влегуваме заедно, бидејќи имаме заедничка цел. Центар и останатите општини каде што сме заедно, да ги направиме подобро место за живење. Една вест која што денеска професор, јас мислев да продолжиме веднаш со бетонизацијата, но рушењето на дрвата во Скопски Капиштес. Нешто што не смееше да се случи денеска, општина Центар се китеше со ловриките дека го расчистуваат. Не смееше да дојде до расчистување. Оние кои што беа задолжени паркови и зеленило за расчистувањето, меѓу другото заедно со ПОЦ, требаше да утврдат претходно дека тие дрва не се за таму, односно дека дали дрвата се во каква состојба се, тоа е нивна работа. Немаше некој ветер Мирослав па да се случи ова, од Скопје него ни почувствува тој ветер што се вика ништо страшно, две огромни дрва паднати, едното паднато во близина на основното училиште Киро Глигоров, Господ не чувал и ги чувал децата оттаму, нели, сепак ова се случи во недела. За среќа, нели, се, но паднаа две огромни дрва и сега некој се кити со ловориките дека расчистено е. Не ни смееше да паднат тие дрва. Кога имате системски пристап према работите, кога ги следите работите, кога ќе ги вклучите експертите да го проверат состојбата на секое дрво, дали е болно или не, дали е за сечење или не, дали уште колку време може во таква состојба да трае, тогаш не би се случувале толку често овие работи. Кај нас при секој дожд и при секој ветер ни се случуваат вакви работи. Низ Центар има огромен број на дрва кои што личат како во хорор филм. Само гранки и лете и зиме. А и за зиме во рете, паѓаат листови. Меѓутоа во лето се гледаат тие дрва кои што се исушени и кои што не е постапено по нив, не се исечени. Дури и оние кои што веќе ни личат дека се во ред, треба да се проверат. Темпирани бомби, буквално кажано. Апсолутно да. Затоа за се треба да имаме сериозен пристап на проверка и на анализа, да не ни се случуваат. Може да се случи секогаш, нели, силен ветер, да се откорне. Меѓутоа има и уште една работа. Се што заградуваме околу дрвата, ставање на бекатен плочки, ставање на асфалт околу, го загрозуваат дрвото. И можеме да забележиме дека голем број на дрвата во општина Центар нас ни се или оштетени или болни. Затоа велам, мора да се пристапи со испитување. Тоа не е само за дрвата. Ние имавме случај минатата или предминатата недела пред едно од основните училишта Песталоци, каде што се гради зграда и каде што градежна машина стои пред влезот на училиштето, дечињата поминуваат под. Ако требало да се гради зградата, во рете, меѓутоа имате редар, ќе го известите училиштето, бидејќи го затварате влезот на училиштето, ама тој влез и излез, во несреќа тој влез де факто и излез. Не дај Боже да се случи Боже. Нешто, да. Мора да имате редар, мора да го известите училиштето. Треба да ги пренасочите децата. Треба да го заградите. Значи, ние имаме тотален пристап каде што безбедноста на нашите деца и на жителите, на граѓаните е сериозно загрозена. Она што ти малку го пецна празното место на самиот почеток, зборуваме за одобренијата за градба. Не знам каква е статистиката по другите општини, но факт е дека за мандатот на човекот кој што не дојде, 300 дозволи за градба се издадени. Бројката звучи така голема и грандиозно би било кога би се правило нешто убаво. За жал не се гради ништо толку убаво, згради никнуваат на секој чекор, остануваат некои микротротоарчиња, зеленило не гледаме никаде, односно планот на сетото. Така. Значи, еве, зборуваме за општината Центар, која што можеби, најверојатно поради атрактивноста, е рекордер во однос на издадени дозволи за градби. Да не грешам душа, немам точна информација за останатите, но мене ова ми изгледа многу големо, огромно. Сите податоци велат дека општина Центар е рекордер за издавање на градежни дозволи. Од друга страна, точно, квадратот е највисок во општина Центар, меѓутоа јас не знам кој веќе ќе се всели да живее, дали граѓаните влегуваат како инвестиција или за живење. Многу врати поминавме во кампањата, половина од новите згради се празни, дури повеќе од половина. Јас го гледам од мојот стан, го гледам директно Лимак, можам да кажам дека 5 или 6 станови
светат навечер. Таа брутална бетонизација што ни се случува по оние дупови што се донесени во 2012 година, каде што сите од СДСМ ги критикуваа. Тие беа донесени на тотално непопуларен начин во 2012 година и сега по истите се гради. Доколку сметаа дека не треба, актуелниот градоначалник наместо 3 ќе донесеше многу повеќе. Ви имате 4 години. Го имате и советот. Секако. Так. Како што вели он, добро менаџирање со советот, меѓутоа многу пати советниците излегувале од седницата кога се биле ставани на дневен ред непопуларни работи. И нормално е советниците тогаш да ви излезат. Од друга страна, градоначалникот вели, јас добро ја менаџирав. Зашто? Ако имате добра работа, секако ќе помине. Меѓутоа, имате и работи кои што се тотално непопуларни, каде што и вие како градоначалник сте требале да иницирате и бидете проактивни кон донесување на тие детални урбанистички планови, а не само разгледување. Тој вели, ние разгледуваме 6. Часопис е за разгледување. Детален урбанистички план се носи. Ако некоја институција е спора во донесување на мислењето, тогаш тука се вашите способности како менаџер на општината, да идете да правите притисок и да разговарате со менаџментот на таа институција, каде се проблемите за да се решат, за да го добиете назад позитивното мислите, за може да продолжите во процесот на носење на дупот. Со разгледување и носење на нови дупови, со транспарентен пристап, што ќе биде објавуван јавно, со модерен пристап кон развој на општината, со рамномерен и економски и урбан развој на општината, целата оваа брутална бетонизација можеме да ја успореме. Ние не можеме да кажеме стоп. Значи, тоа е невозможен дел, пошто стекнато право, каде што сега се издадени и во процес на издавање или на крај на издавање се на градежни дозволи, можеме да ги ревидираме и да видиме доколку нешто не е во ред, тоа да го прекинеме. Меѓутоа, доколку се е во ред, во дадениот момент, додека е на сила постоечкиот дуп, не можеме директно да влијаеме. Меѓутоа, можеме да го дигнеме знамето, велеме, другари, пополека. Сега одиме со нов концепт како ова ќе функционира. Јас верувам дека луѓето, новите избрани советници, ќе имаат доволно сенс, чувство, и верувам дека е така, независно од која политичка партија доаѓаат, дека доста е. И од ова стварно е доста. Почнуваме нова енергија, нова мисла, нов центар. Бидејќи само така можеме да вратиме некои приказни што порано постоеле во општината. Вие денеска во општината немате ниту една содржина. Немате ниту еден културен настан. Ворете, имате концерт и тука завршува приказната. Пори имаше различни фестивали. Имаше случување на площадот, имаше случување во малата, имаше дух кој што живееше. Денеска најголем дел од скопските мала не живеат поради таа брутална бетонизација. Па во Буњаковец имате нови режими на движење на автомобилите ради тоа што треба камионите да поминуваат во треска. Так. Тоа место на треска кое што требаше да изгледа нова убава населба, ајде да се вратиме години назад, како што аеродром во 80-тите години е граден, градски ѕид како што е граден со зеленило, со плочник, со игралиште, со подземно. Тоа се тие концепти. А ние сега во Треска се доведовме да имаме тотален бетонизиран простор наредени како наполитанки. Наместо имаше еден предлог претходно од Богдановиќ за ДУП, меѓутоа не го променија и истите сега што се во општината не го спроведува тоа кај што требаше да има и зеленило, и градинка, и простор за различни случувања и дружење на луѓето пред зградите. Бидејќи на крајот на денот кој ќе заврши работниот ден, со децата треба да се симнете некаде и да си и вие да се симнете да го избистрите тој мисли од тешкиот работен ден. Сега, каде што можевме да направиме убава средина во Треска, нажалост го нема. Не можам да го прашам твојот контра кандидат околу ова, но еве, поминаа 4 години,
Пошто ќе се памети неговото, доколку беше тука, ќе го прашав, нели, градоначигување, како градоначалник, значи, се гради треска. Јас работам во близина таму, нешто постојано гледам, тоа е страшно што се случува, да не се лажеме, што вели, што е бетон ќе биде чисто. Се градеше и се гради кај Лимак, позади тука кај Рамстор, нели, се гради пред Holiday Inn, висококатниците и се, но тоа се приватни проекти од кои што некој ќе заработи милиони. Што се изгради во Скопје овие 4 години? Тоа ќе го прашавме, нели, да беше тука Герасимовски, но еве ти претпоставувам го анализираше владењето претходно на твојот, нели, претходник, се надевам, можеби, нели, ќе биде, можеби не, но што се изгради во Скопје овие 4 години? Дали имаше една анализа направена? Во неговиот мандат е да. завршена Да. претходно почнатата градинка во Пролет. Така. Дополнително е доизграден еден објект во рамките на основното училиште Колене Делковски, што нажалост година дена од пуштањето во употреба немало технички прием и не сум сигурен дека се уште тој дополнително изграден објект, кај што дечиња учат повеќе една година точно, има имотен лист запишан во катастар. Значи, ако пуштите деца да учат во училиште, мора да ги има премин сите тестирања и испитувања, Технички прием, да. да се направи техничкиот прием. Тоа не било направено. Направено е една година отпосле, бидејќи очигледно има нешто сомнително во градбата во однос на некои помошни простории. Не ги знам деталите. Ќе ги знам деталите кога ќе бидам дел од општината после 2 ноември. Козара, улицата, 4 пати е реасфалтирана. Од исти изведувач. И на истиот тој изведувач, наместо да му се активира банкарска гаранција, бидејќи неквалитетно е направена, или 3 пати, прочитав негде на 4, некаде 3 пати, дополнително му се дава друга улица да реконструира. Значи, тука постојат одредени сомнежи дека може да постои корупција. И тоа ќе го испитаме кога ќе бидеме дел од општината. Ако вие работите квалитетно, тогаш изведувачот, ако не ја сработи работата квалитетно, изведувачот ќе му биде повлечен на банкарската гаранција, да знаете, бидејќи тоа не е на штета на општината, на штета на изведувачот. Или премногу се градело, во таму па го испукувал асфалтот. А таму на таа истата улица сериозно многу се има градено. За Герасимовски можам да кажам дека не сум сигурен дека може да се пофали со свој голем капитален објект, бидејќи кој ќе влезете во некоја приказна, ако ви изберат граѓаните, мора да оставите вредност позади вас. Вредноста е и да направите некој капитален објект. Не е страшно дали ќе биде голем, мал, меѓутоа да го подобри квалитетот на животот. Ние имаме план, не само капиталните инвестиции, што ќе ги зборуваме малце подоцна, верувам, туку и со одредени работи стварно да го подобриме квалитетот. Зборуваме за енергетско ефикасни фасади. Зборуваме за подобрување на пумпните системи внатре за вода, во модернизација со поставување на фреквентни регулатори за да не се троши толку многу струја. Дополнително зборување за поставување на фотоволтаици на крововите, бидејќи и законот за енергетика тоа го возможува и може да се постават горе на крововите и таа продајана електрична енергија како вишок продајана електрична енергија што нема да се искористи во зградата, да го сервисира дел од кредитот за фасадите. Зборуваме за пензионери, зборуваме за млади луѓе. Така да некој пакет на работи кои што ќе се подобри квалитетот на животот, бидејќи сите ние како граѓани си имаме проблеми. Дали здравствен, дали од финансиски причини, деца и ред други ствари. Меѓутоа, ајде да видиме тие проблеми кои што општината може да ги сервисира, да не бидат главоболка на граѓаните. Колку е вистина, повторно не можеме да го прашаме бидејќи е отсутен, дека во целата приказка со 300 дозволи за градби, учество има, такви има наводи, тоа го спомна денеска во интервју и министерот за правда,
дека има вмешаност на Венко Филипче и Зоран Заев. Ги има секаде во Македонија, па ќе речат чуму не и во општина Центар. Дали имаш ти такви информации? Токму денеска министерот го спомна тоа, не верувам дека тресе од ракав некои информации. Тоа на големо се зборува дека сериозни интереси имаат струмичките бизнисмени во Центар. Јас мислам дека ова е последното упориште на СДСМ за да продолжат со таа брутална градба. Нели, гледаме по медиумите дека имаат и златни визи, дека градат и по Дубај. И во Дубај. Не е чудо и Герасимовски да е дел од тој бизнис. Не можам да кажам со сигурност, меѓутоа тоа ќе се дознае во иднина, бидејќи додека беа на власт фамилијата од Струмица, не знаевме што бизниси терат, после тоа излегува на вид дели на работите и има одредена шпекулација што по последен период се циркулира низ градот, што стигна до мене и викаат дека среќа за Герасимовски што кога поменувало бродчето покрај јахтата во Грција, кога сликале и тој бил на јахтата, меѓутоа бил внатре во кабината. Така што тоа е сега што се зборува на големо. Јас верувам дека постои некоја бизнис релација меѓу нив. Го спомна во првиот дел од разговорот околу бетонизацијата, но еве кога би станал градоначалник, што конкретно би направил за да се прекине со неа? Спомна дел од елементите што се потребни, што да се направи за да општина Центар остане како што треба општина, а не само кому му текне, нели, заради огромен профит да гради на секој ќоше, зграда, што и да е. Тука во случајов се неколку бизнисмени кои што заработуваат на штета на голем број на граѓани во Центар. Промената на урбанистичките планови е почетокот на успорување на таа брутална бетонизација. Дополнително. Кога се поднесува барање за да се добие одобрение за градба, службите сериозно добро да ја прегледаат проектната документација, дали се исполнуваат сите тие критериуми пропишани според закони, правилници за градба. Дополнително, едно е, нели, хартија се трпи, може на хартијата се да биде во ред, меѓутоа со чести, редовни и вонредни инспекцијски надзори, инспекторатот, сега мислам дека има еден, ќе го зголемиме ако треба 2 и 3 инспектори, редовно да се на терен и да ги проверуваат, да го проверуваат процесот на градба. И дополнително, при техничкиот прием, повторно на терен, не од канцеларија, да се донесе, да постои ред во тој процес, да се види дали случајно да нема некое затворено подкровље, па после заминувањето на инспекторите ќе се отвори и ќе функционира. Така што сите тие контроли зголемени ќе допринесат да и инвеститорите не влезат толку брутално во оваа градба, бидејќи и тие гледаат ќе размислат два пати дека нема да добијат толку пари, бидејќи ќе треба да вложат како. Бидејќи големи се комуналиите во општина Центар нормално. Така. Освен бетонизацијата, кој би ги ставил други како најголеми предизвици? Секако тука е сообраќајната инфраструктура, тука е јавната хигиена, многу работи се заедно, но кои се според тебе најголемите предизвици на општина Центар и центарци? Паркирањето дефинитивно, бидејќи премногу згради се изградија, премногу згради без паркинзи, премногу згради со некои чудни подземни паркинзи со некои клацкалици што не се функционални. Паркирањето е сериозен предизвик. Имаме неколку решенија за тоа. Тоа е изградба на катна гаража во Буњаковец, каде што е сега монтажната гаража веднаш позади трговскиот центар Буњаковец, каде што таа би била со плаќање нормално, а сите улици во Буњаковец би биле сервисно стамбени, би биле резидентни. Со добра анализа би процениле дали некој од улиците би била комбинирана, односно да се плаќа од 7,5 до 4,5 кога луѓето нели заминуваат со автомобил надвор од дома. Истото или нешто слично во Девармаало, каде што таа долго најавувана општинска зграда која е внесена во многу одамна во ДУП-от, каде што јубаво си пишува дека се предвидени 300 подземни паркинг места.
да се реализира конечно пред се тие бараки што се од после земјотресот, мислам дека премногу се дотраени, да се обезбеди за почеток нормални услови за работа на вработените во општината, да се обезбеди 300 паркинг места, да се оплемени тој простор и го најавивме плоштадот Феникс, каде што улица Михаил Цоков, пред општината и паркиралиштето, паркингот Карши Фонтана ќе биде шеталиште, еден убав плоштад Феникс. И тоа е целата, да се ослободат паркиралиштата и тротоарите со добра организација и реконструкција на улиците. За Дебар Мало, истиот случај како во Буњаковец, паркирањето под општината ќе биде со плаќање, а сите улици ќе бидат во функција на ПОЦ, во стопанисување на ПОЦ како сервисно стамбени, мислам дека и веќе се, меѓутоа ќе бидат за резиденти. Во центар мора секој центарец да има свое паркинг место. Не е утопија тоа, возможно е да се направи. Одиме чекор по чекор. Никој нема магично стапче да замавне и да го реши проблемот. Одиме чекор по чекор, бидејќи штетата е направена многу одамна. Дополнително се зголемувала со овие интензивни градби во изминатите 4 години. Затоа велам пополека ќе ги решаваме проблемите за да почнат да стануваат видливи. Бидејќи кога имате визија, визијата не се стигнува веднаш. За визијата се оди чекор по чекор. Ние ќе имаме мандат од 4 години, меѓутоа пристапот кон работата, сите овие проекти капитални што ги велиме, ќе влезат во програмата за 2026 година за изработка на проектна документација. Час поскоро што ми имаме проектната документација, може да направиме ребаланс на буџет и да се започнат со одредени градежни активности. Нормално, бидејќи сме заедно во коалиција сме коалициони партнери на централно ниво, со поддршка на владата, очекуваш поддршка од централната власт. Апсолутно да, бидејќи како и сега што се реализираше оваа година и половина многу проекти, оној унгарски кредити, сето тоа нешто што не се случило досега во Македонија, претпоставам дека ќе продолжи тој тренд. Владата имала 2 повика до сега. Мислам дека тоа оди по глава на жител колку средства, меѓутоа треба да имате зрели проекти, комплетна проектна документација за да може да аплицирате. Општина Центар можела да земе отприлика 6 или 7 милиона евра. Правам компарација со Куманово. Куманово има околу 13,5 милиони евра земено за проекти со 90 и нешто илјади жители, а Центар е со 44. Значи пола од тоа можела општина Центар да аплицира и да ги добие. А општина Центар има од владата добиено 1,7 милиони евра за проекти. Тоа е за реконструкција на салата работнички и за парк, мислам дека во Капиштец, едното е 1,5 милиона евра, другото е 200.000 евра. И сега имате 4,5 милиона евра, каде што може да сте изградиле или градинка, или да почнете за еднооткатниве гаражи, или да ја почнете општинската зграда, или да реконструирате улици. Бидејќи јас под реконструкција на улици не подразбирам гребење на асфалт и асфалтирање. Не. Комплетна реконструкција, каде што ќе имате пешачка зона, зелена зона, зона за велосипеди и коловоз. Секако таму каде што овозможуваат просторните и техничките услови. Промена на комплетна подземна инсталација, да не висат, пошто во центарот на градот го наградуваат тие кабли и бандери. Настрана и безбедносниот момент, да. Апсолутно и тоа. Да. Така што тие некои проекти што ги планираме во однос на паркирањето, проширување на паркиралиштата во Капиштец, тие монтажни гаражи, лево и десно од постоечката монтажна гаража, тоа го најавивме заедно со новиот градоначалник на Скопје, мојот пријател Орце Георгиевски, и дополнително во Дупот исто така уцртана една гаража монтажна во близина на функционерската зграда Карши новата железничка станица, каде што и тоа би го реализирале, би го зголемиле капацитетот, бидејќи јас верувам во тоа дека Орце и тоа многу често го разговараме на нашите средби, дека мора да се организира јавниот превоз во Скопје и подобро да имате некаква гаража во близина
на периферијата на општината, да паркираат тука луѓето колата по поевтина цена, бидејќи сепак не е најцентралното градско јадро, а после со градскиот превоз да се движите, да не учествувате со водополнителен метеж. Очекуваш, значи, одлична соработка со Орце? Апсолутно да. Бидејќи со Орце новие средби што ги имаме, многу добро се надополнуваме во идеите како треба да изгледа Скопје, како треба да изгледа центар. Бидејќи центарот на градот е лицето на градот, лицето на државата. Секое збиднување се случува во центар. Сите институции се таму. Се е тука. Така што мора да го направиме центар, да биде урбан, да биде брендиран, да биде баш она лицето на градот и на државата, да биде чист. Други капитални проекти што би можел да ни споменеш, кои се плановите, работите на тоа, многу знам. Во однос на капитални проекти како инвестиции, секако тоа доаѓа со анализа, како ќе се шират. Сега имаме цела нова населба, Лимак има нова зграда во близина на кај Холидин. Во зависност од тоа како граѓаните ќе почнат да се вселуваат, на основ на тоа ќе се прават процени каде треба да се зголемува, да се гради градинка или да се зголемува капацитет на училиште. На почеток за училиштата ќе почнеме со нова реонизација, бидејќи например Димитар Миладинов има капацитет секоја година запишува уште 2 паралелки, а сега запишуваат едва и 2. А например се бара плюс место во Киро Глигоров и во Коленеделковски. Сега ги кажам ко пример, така да со тие нови реорганизации ќе ги избалансираме капацитетите во училиштата. Доколку некаде фали, ќе пристапиме со добра анализа, со почеток на изградба, дали доградба на некое училиште, доколку тоа овозможува, или ќе бараме локација за нова. За градинка да, има предвидено градинка под клинички центар, тоа е уцртана во Дупат, и доколку стварно има потреба, таа бија реализирале. Мислам дека ќе има, бидејќи реонски зградите на Лимак припаѓаат во тој дел. Маџир Мало исто се планира и за таму градинка, меѓутоа јас не би брзал веднаш со донесување на такви одлуки. Сакам да ги видам анализите и параметрите, кои се, дали реално има потреба. Бидејќи не е само да изградите и да се пофалите дека нешто сте направиле, дека сте направиле некој бетонски споменик. Баш напротив. Треба со добра анализа да знаеме каде ги инвестираме парите на граѓаните, средствата на граѓаните, бидејќи тоа се оние трајни вредности што ќе останат. Подобро е, ако таму стварно немаме потреба за некоја градинка, да инвестираме во помош на пензионери. На тие каде што имаат минимална пензија и да им ги зголемиме. Например, ние предвидуваме да дадеме 7.000 денари еднократно, еднаш годишно на пензионерите од најниската група, да ги зголемиме на 10 или 15.000. Меѓутоа, тоа се анализи. Дали на новороденчињата да им овозможуваме некаков дополнителен стимул на родителите, бидејќи кога ќе се родат бебињата, се огромни трошоци додека започнати тие финансии да стигаат од фондот за здравство. Така што дали ќе ни треба некоја изградба на некој игралиште. Планираме и прва општина ќе бидеме како еден вид на здравствен хаб го нарековме, каде што одредени дигитализирани системи пензионерите ќе може да си проверат шеќер во крв, притисок и сите тие податоци да им се испратат на матичните доктори, доколку има некој од пензионерите проблем, наместо да чекаат ред кај матичниот, да ги релаксираме малци матичните доктори за да бидат повикани на повторен преглед. Планираме Центар Хаб, тоа е младенски, културен, технолошки, со вештачка интелигенција дел каде што младите ќе дојдат да се изразуваат. Мислам дека долги години не постои такво место каде што одредени неформални групи на млади немаат простор каде да го изразуваат својот талент. Со многу луѓе се сретнав изминатиот период
и дојдов до заклучок дека, не знам, има глумци кои што не работат во ниеден театар, се собираат, вежбаат и вика се собираме во една мала просторија, некогаш во нечива гаража, некогаш кај некого дома, меѓутоа вика тоа е толку мал простор да ние не можеме да се изразиме. Пример, да се организира работилница по глина, да се организира работилница за цртање. Ние не знаеме во кој млад човек каков талент лежи, бидејќи немаат каде да се изразуваат. Дополнително во училиштата да се воведат повторно тие секции каде што наставниците ќе ги препознаваат талентите на децата, како што беше и во нашето време, ако се сеќавате кога имаше секции каде што одевме повеќето од учениците, наместо понекогаш секогаш треба и трчањето низ дворот, меѓутоа треба и ова препознавање на талентот на ученикот. Планираме дополнително, морам да го кажам тоа, планираме талентираните ученици да ги стипендираме, секој меѓунареден надпревар со својот наставник да заминат таму каде што треба, а не родителите или на свој трошок, или да се молат по компании да им дават одредено спонзорство за децата да можат да се надпреваруваат надвор, пошто тие ни се богатството. Ако не им помогнеме на тие што највеќе им требаме, џаве ние се. Имаме уште теби за разговор. Со нас е Мирослав Вабудовиќ. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е кандидатот за градоначалник на општина Центар Мирослав Вабудовиќ. Една работа што се појави во поново време, твојот контракандидат тврди дека е надпартиски кандидат и се оградува од СДСМ. На многумина претпоставувам во СДСМ и не им се допаѓа, но имајќи ги пред резултатите кои што беа катастрофални на ниво на држава, на Скопје да не зборуваме, да не влезете во втор круг во Скопје, да бидете четврти по советничка листа, пети веќе тоа не се случило. Дали ова сега нова шема за да некој ќарува гласови од неопределените, да не речам директно оди на гласовите на Билјана Ивановска и на Левица? Треба да бидете човек со интегритет и со кредибилитет. Не треба да се криете позади нешто што од даден момент не е добро. Не знам како доаѓа мотивот да се одрекнувате од нешто каде што таа политичка партија вас ве номинирала да бидете нејзин кандидат. Горан Герасимовски е кандидат на Социјал-демократскиот сојуз. Тој е актуелен председател на општинската организација на СДСМ во Центар. И сега што се деси? Лош резултат, не ми требате. Фала ви многу, ја ќе си ја свртам главата, вие не сте добри. Не. Так. Не е во ред. Што значи тоа? Дека и ние граѓаните утре ќе се откаже од нас, само за личните интереси. Ако не му одговара. Ако не му одговара, овдека можам да кажам дека се побуда е само за лични интереси. Треба да стоите на тоа каде што сте. Социјал-демократскиот сојуз го поддржа, тој е нивни член и председател актуелен на општинската организација Центар. Ова му е втор мандат. Не може да избегате од реалноста. Нити па од партијата која ве предлага. Вас може да не ви се допаѓаат одредени политики на моментални како се води партијата, меѓутоа вие сте го добиле првиот мандат со поддршка на СДСМ, сега го барате вториот мандат, а сега малце не штима работава, јас бегам не. Тоа не е во ред. И тоа граѓаните и така како го препознаваат и го гледаат. Тука разговараме за концепти како треба општината да изгледа. Не кој и како јас треба да се оградам од некого или не треба. Ние имаме визија. Визијата на Центар е да биде Центар зелен, чист, хуман, организиран, да има ред во општината. Да нема ваква бетонизација агресивна. И затоа, кога разговаравме со Билјана Ивановска на дебатите, јас и она се надополнувавме, пошто имавме истата визија за Центар. Едно е кога вие гледате дека ова тотално не чини. Затоа
сметам дека џабе се сите тие обиди и дистанцирање од своето семејство, за да можете да се да пробате да мислите дека некој од гласачите што не се задоволни од вас би можеле да ги придобиете. Дали се од независни, дали се од левица, дали се од ВМРО ДПМНС или дали се од ЗНАМ. Не верувам јас во тоа и мислам дека се тоа очајнички обиди на давеник. Го ставам во наводници. Денеска го спомна токму, ја спомна чистотата и зеленивото. Денеска се притворени директорот на ЈП Комунална хигиена и еден од неговото блиско опкружување. Двајцата, колку што знам, се од ДУИ. Оние ликови со кои што Данела се опкружи, за жал, последниве години. Но еве, како градоначалник на општина Центар Иден, што можеш да направиш повеќе или како општина што може да направиш за јавната чистота која што е поврзана директно со зеленилото? Последно време не се ни гледа тоа на ѓубрето што е распослано. Гледавме за жал и камиони на јавна хигиена кои што наместо да го чистат како што тоа го правеа општинските камиони, меѓу другото Кумановски камиони во Центар чисте од не само Кумановски, од многу градови, пратија, да. Но што еве како градоначалник можеш да направиш за да помогнеш со јавната чистота? Таа е централизирана во однос на град Скопје, главната, но сепак и вие имате своји единици кои што може да работат на тоа. Точно, има служба за чистање во Поц, каде што има, мислам, нека 3 металарки и една цистерна. Тие скоро и да не беа употребувани во изминатиот период, ако некој ги видел, може да каже, многу ретко беа на улиците да чистат. Мора кај чистачите да има поголема контрола во нивното работење. Секој што е вреден и си ја сработува работата, ќе биде награден, бидејќи таа е многу лесно видлива работа. Хигиената е видлива работа. Јас не знам кој е мало, е добро исчистено. Метла нема поминато 4 години. Сега се активира нешто пред избори да позачистат и џабе кога работите кампањски изгледа подзачистено, не исчистено. Велам подзачистено. И тоа не секаде кај што им фатило около на чистачите. Секој од чистачите кој што ќе се работи поштено работата ќе биде наградуван за својата работа. Дополнително планираме кампања за селекција со отпад, бидејќи сепак сме центар. Сакаме во Европа, цела Европа селектира отпад. Кај да отидеме, си има канта за пластика, за лименка, за хартија, за стакло. Планираме одреден буџет да одредиме на годишно ниво. Секоја одлагање на отпад на амбалажа во вендинг машина, во соработка со некој од колекторите, така да ги кажам, на отпад, ние да одвојуваме средства по амбалажа. Така што на одредена картица, таа картица постои во рамките на ПОЦ и тие средства да можат граѓаните да користат дали за купување, дали за превоз, дали за користење, пример, за тротинет или што и да е, тие средства да бидат свртени за потребите на граѓанинот. Меѓутоа, кога на некој начин ќе ги стимулирате да почнат да го селектираат отпадот, тогаш веќе одиме во друга фаза, дополнително. Неколку пати го зборував тоа во емисиите. Додека се уште сум заменик министер за енергетика, имав контакт со многу луѓе од странство кои што дојдоа со одлични идеи и конкретно за како да се справува со отпадот. Планирам на едниот градоначалник на Скопје да му дам таа као предфизибилити студија, пошто физибилити студија е многу скапа. Ова изработуваат луѓе кои што сака да ни помогнат со идеја, чисто како некоја преработка на биоразградливото? Не. Или инцелератор. Да. На ниво на Скопје, секоја општина, вклучувајќи градот Скопје, секако со поддршка на градот, бидејќи тоа е многу скапо, горење на отпадот и производство на електрична и топлинска енергија. Секоја општина да учествува со одреден буџет и на основта тој основачки пакет да добива електрична енергија, која ќе ги покрие потребите за
општинската зграда, за училиштата, за градинките, дополнително можеби ќе учествува и во јавното осветлување, и тука влегуваме во процес на самоодржливост. Тоа што треба да ни е целта. Во мојата визија, самоодржлива општина е целта. Меѓутоа, тоа е процес многу долг. Јас би сакал тоа да го реализираме и верувам ќе најде на интерес кај сите, бидејќи во тој случај нити ќе имаме диви депонии, нити ќе имаме проблем со дрисла. Дрисла нема да постои, таму толку многу има акумулирано отпад, што тој отпад ќе се искористи во ова и во овој инцелератор, а дополнително немате загадување на воздух, пошто системот е таков, дупло на огромна температура горат штетните гасови, излегува само парија и дополнително имате 1 до 2% пепел како производ од целото тоа горење, а тоа може да се искористи за асфалтирање на улици. Така што зборуваме за концепт одржлив, долгорочен, кој што ќе го реши проблемот во градот, дури може и делумно во државата, со отпадот и да имаме ефтина електрична енергија, многу поевтина, и да имаме топлинска енергија која ќе даде сериозен придонес на ЕСМ снабдување за топлинска енергија. Так. Доаѓа втори, еве да завршиме со тоа, што очекуваш, што ќе се случи на 2 ноември и за тебе, но еве и за Македонија, останатите не се малку општини кои што останаа, каде што ќе има втор круг, за жал некаде ќе има и прв круг прегласување каде што нема ни цензус, изненадување за многумина и не беше изненадување. Така што очекуваш на втори, постојано си со граѓаните, го чувствуваш народот, што очекуваш од втори? Тоа што е најважно, дека граѓаните мора да излезат на гласање, бидејќи тоа се денови каде што граѓаните изразуваат својата волја. Даваат поддршка за еден, за друг кандидат, за промена или да остане нешто исто што во дадениот момент им се допаѓа. Изборите мора да бидат фер и демократски, бидејќи ние сме дел од Европа и такви треба не зборам директни учесници во Европа, меѓутоа ние сме тие што сакаме да партиципираме и таму се одржуваат фер и демократски и тука мора тоа да се случи. Првиот круг беше одличен. Да. Очекувам и вториот круг да биде и секако очекувам победа. Ги повикувам граѓаните масовно да излезат, да дадат поддршката за број 2 за општина Центар, бидејќи расположението кај граѓаните се очекува промена и таа промена со мојот тим можеме да ја донесеме и за 4 години таа визија која што имаме и јас и мојот тим и граѓаните, а не е визија ова што се случува сега во Центар, нели на крајот на денот да ја оправдаме довербата на граѓаните. Благодарам што беше мој гост. Ви благодарам многу и на вас. Беше чест. Ова страна. Сакам да искористам оваа шанса да се простиме за последен пат од мојот постојан соговорник, пријател со моторџија Аким Ѓонус, кој што почина предвадена. Нека почива во мир, ќе ни недостига многу на сите. Да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.